Во денешниот брз и турбулентен начин на живот, сите ние се соочуваме со проблемот и потребата да го подобриме квалитетот на живот. Наоѓаме многу начини како да го направиме животот полесен и поубав за живење. Еден од начините ни го откриваат и нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Со вас поделуваме во продолжение. Кога станува збор за квалитет на живот, то сега зборевме за болувања, за болести, да ги кажеме еден неубави теми, но убава порака дека се третираат и се излекуваат, се решаваат. Ќе кажам на кратко, на назад. Значи, нашите професори, односно рековме пред малку дека ние сме веќе четврта генерација што го напредува оваа техника или ова наука, првенствено настанува како проект од дел на така наречена вселенска медицина, односно за одржување на здравјето на веќе здрави луѓе. Така да таа интересна тема што би отвориле, денеска имаме ние многу големи можности за квалитет и квантитет на живот, односно напредување на здравјето. Значи не само враќање на веќе изгубеното здравје, него задржување, може да кажеме минимум, и унапредување, односно подобрување. Таа е таа тема што е многу исто интересна, каде што би можеле да се стават спортисти или луѓе кои што сакаат да си го одржат и унапредат здравјето, или едноставно луѓе кои што водат една хигиена или имаат една навика на одржување на здравјето. Така да тоа е многу интересно. Тука може за спорт да поразговараме конкретно. На основа од искуството што го имаме ние до сега, направивме една посебна програма за спортисти, каде што успеваме кај тие луѓе да го достигнеме оптимумот на функција на организмот. Значи секој спортиста може да се каже дека е здрав, но нема заболување, но има уште повеќе можност кај него да се делува, односно да се доведат органите во на така наречено fine tuning, на англиски што се вика, тоа е во идеална функција да работат, а нус појавата е тоа, они имаат подобра издржливост, подобра стамина, побрзо да се регенерираат после физички напор. Така да тоа е, мислам, интересна тема. Што е многу важно? Многу е важно да самите реагираме навремено, да си го подобриме здравјето и телото пред да се појават здравствените проблеми. Ние како луѓе, доколку нешто не боли, реално не реагираме или пиеме суплементи со што сметаме дека сме покриени. Меѓутоа, многу е подобро доколку здрав човек дојде, си направи диагностика, навремено се открие каде имаме отстапка и каква, и ако ги коригираме тие отстапки, неговиот квалитет на живот значително ќе се подобри. Начинот на кој што живееме, брзиот начин, стресот, храната, комуникација со други луѓе, гледаме дека се е така некако поотежнато, социјалните моменти се променети, начинот на живот е променет. Затоа и се темпото на живот, бара да ние се одржуваме во рамките на спиење или селективна исхрана или суплементи. Така да овој дел е баш интересен за тоа. И е многу важно и е многу подобро да реагираме додека сме помлади, без некаков здравствен проблем, за да направиме регенерација на сите органи и враќање во нормала, отколку да си го препишаме тоа на годините, да чекаме да се појават одредени проблеми, па потоа да реагираме. Да, годините не се синоним за болест. Староста може да биде и како апсолутно функционална. Имаме еден професор кој што оди на маратони 15 км. Да, баш напротив се зголемува во староста издржливоста, а се намалува експлозивноста.